Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Не е од сега практиката имотот на семејствата да се припишува на машките наследници. Дури редовна е праксата девојките во семејството со машки наследници да не добијат ништо. Кога се добива имот во брачната заедница, тогаш логично е да биде на името на сопругот. Тоа се стереотипи кои оставаат економски последици по жените, особено во руралните средини. Ова го потврдува Сузана Димитриевска, која вели дека повлекува цел ланец од недоследности, кои водат кон неможноста за економско издигнување на жената. Првиот проблем е немањето на имотен лист. Проблем на жените во аграрот е што голем дел од нив немаат имот на сопствено име и доколку сакаат да почнат свој бизнис, ќе морат да бидат подлежни на други околности, како тоа што да ја убедат фамилијата или слично, за да можат да го започнат и реализират својот бизнис, и тоа е многу тешко. Еден од другите проблеми е исто така, поради сето тоа што немаат сопствени имоти и не се вклучени во донесувањето на одлуките, често пати тие и не можат во целост да ги искористат сите поддршки кои што ги дава државата за нив и можностите за да реализираат одреден сопствен бизнис. Потоа системите на поддршка од страна на институциите се многу слаби во руралните средини, така што голем број на жени и да сакаат да започнат некој сопствен бизнис или било што да работат во руралната средина, мораат да зависни се од тие системи како градинки. Потоа ако немаат време да готват или слично, тие мораат да подлежат на сите оние морални норми и правила. Со тоа што голем дел имаат и земјоделски стопанства, се носители на земјоделски стопанства. Но проблем тука е тоа што голем дел од нив се фиктивни носители на земјоделските стопанства и поради тоа треба да се најде една некоја централна поддршка од каде што жените ќе можат да се едуцираат формално и неформално, за да можат да си го преземат самиот бизнис и сами да го водат бизнисот. Но и тоа е предност со самото тоа што се носители на земјоделските стопанства. Ова во својата анализа го потврдува и Организацијата на жени од Свети Николе, чии членки разговарале со 107 жени од 33 села во Вардарскиот регион. Јасмина Трајчева, која го раководи истражувањето, изнесува податок дека во тие 33 месни заедници само 4 жени се во раководствата, а информациите кои водат кон учество во одлучувањето главно ги дознаваат од машките членови на семејството. Есенцијални проблеми уште се таргетираат како недостаток на водоснабдување, нерегулирани јавен превоз на жените од руралните средини. Препораки се да се слушнат руралните жени, да се вклучат во активности, односно да се превземат активности за руралните жени не само во делот на земјоделие, бидејќи обично сите програми кои што се направени или се усвоени или стратегии, претежно ги таргетираат руралните жени како земјоделки и во тој дел. Никој не ги вклучува во општествениот живот, значи целта е да бидат вклучени и во други делови од општественото живење. Представници на Организацијата на жени веќе оствариле средби со градоначалниците од Вардарскиот регион на кои им ги пренеле потребите и барањата на руралните жени. На градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски му ги предале барањата на жените од Овчеполието. Се повеќе одиме кон тоа да ги реализираме тие барања. Едно од тие барања секако што почнавме овој месец да го реализираме е градскиот, односно меѓуградски превоз до руралните населби во општина Свети Николе. За прв пат можам да кажам слободно со субвенција од страна на обезбедени средства во буџетот на општина Свети Николе и како што оди работата, со 2 пати неделно се организираат по барање на жителите, па и на руралните жени се разбира. Смена на мнение дека тој превоз, јавен превоз, можеме да го организираме и повеќе пати во текот на неделата. Ги согледуваме податоците, јас сум презадоволен како оди динамиката на сето тоа. Имам и одделение што се грижи за сето тоа.
Жените имаат полно работно време дома и уште толку на нива, меѓутоа не и приходи и стаж. Дури кога ќе се победат сите правни и финансиски пречки и жената успее да дојде до имот на свое име и формирање на земјоделско стопанство, законот ја дискриминира. На жените со земјоделска фирма не им е дозволено да имаат платено породилно отсуство, нотира Васка Мојсовска, жена фармер која веќе 2 години ја раководи Националната федерација на фармери. Жената која нема свој имот е економски немоќна, вели Мојсовска, и изнесува податок дека 64% од руралните жени не се на пазарот на труд, а 40% од невработените жени се млади девојки од руралните средини. Националната федерација успеала да ја укине дискриминаторската мерка со која жените земјоделки не можеа да дојдат до фондовите на Министерството за земјоделство. Како резултат на овие напори, деновиве се очекува да биде отворен повик за жени од руралните средини. Друг предизвик и проблем кој што го има една жена од рурални средини, а особено регистрираните индивидуални земјоделки, е тоа што немаат право на породилно отсуство, породилно боледување. Значи, тоа е дискриминирачки од страна на законот кој што има некои недостатоци кои што треба да се доуреди, а всушност и самите земјоделци, регистрирани земјоделци не можат да го обават правото на болничко боледување. Значи сите тие работи сите тие недостатоци треба да се усогласат да бидат и тие жени и воопшто населението од руралните средини рамноправно со другите население. Во најскоро време се очекува да излезе повикот во кој што жените од рурални средини ќе можат да аплицираат за грант од 180.000 денари, во кој што би можеле да реализираат некоја мала своја бизнис идеја. И ние како организација основно наше барање беше приоритет да се даде на регистрираните земјоделки од руралните средини. И тоа беше прифатено. Пред женските организации, пред целото наше општество се многу други предизвици за решавање, кои се однесуваат на руралната средина. Општа согласност на конференцијата, што се одржа во Свети Николе, е дека потенцијалот на руралната жена и селото е огромен, само треба да им се даде шанса да се покажат. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk